Замислете дека стоите пред прозорецот на вашиот дом во најубавата декемвриска ноќ. Надвор снежи. През белината на снегот си играат светлината на уличните светилки и нивните сенки. Доцна е и на улицата нема никој. Само миг потоа загледувате силуета на старец. Оди полека згрчен во зимскиот капут, а на главата носи од оние отмени шешири кој е веќе побелен од снегот. Само миг потоа забележувате како од еден од темните агли на улицата пролетува снежна топка, која прецизно го погодува шеширот на старецот, туркајќи го на снежната улица. Старецот исплашен, во обид да го земе шеширот, паѓа и беспомошно останува на снегот. Од истиот агол се појавува дете, истото она што мавна со топката. Се стрчува кон старецот, му го зема шеширот и му помага на старецот да стане. Гледате од прозорецот како старецот бескрајно му се заблагодарува на детето за добрината и заедно заминуваат кон домот на старецот. Оваа алегорична приказна ја знам од моите први години во основното училиште. Земете го старецот како алегорична представа за сите нас, за целото човештво. Детето ги представува оние кои владеат со овој свет, додека набљудувачот од прозорецот се оние кои поседуваат скриено знаење. Низ историјата на човештвото, особено на скриената, секогаш постоеле заедници во кои се пренесувало тајно знаење. На старогрчки знаење е гнозис. Затоа дел од овие заедници, особено во контекст на авраамските религии, се нарекуваат гностици. Според Девид Icke, најпознатите, ако не и првите гностици, се токму луѓето што ја воделе Александриската библиотека. А неизбежно е да се согледа дека една институција која функционирала од 4. век пред нашата ера до 5. век од нашата ера и која во својот фонд имала меѓу 200 и 700.000 наслови, таа институција поседува сериозно знаење. За историјата на оваа библиотека може да се каже многу, но овде, само заради потребната функција во ова видео, ќе споменам дека нејзиното уништување се совпаѓа со подемот на христијанската црква во тогашната Римска империја, во чиј состав била и Александрија. Сега, за гностицизмот. Гностицизмот е збир на древни религиозни учења, чии почетоци се датираат околу 1. век од нашата ера, пред се во јудео-христијански средини. Гностицизмот е нагласен дуалистички светоглед во кој има примеси на христијанство, јудаизам, манихејство, неоплатонизам и сл. За разлика од монотеистичкиот поглед, според кој постои еден Бог, креатор на светот, во дуализмот на гностиците постои еден универзален спиритуален Бог и постои така наречен Бог демиург или зол Бог, кој според гностичките учења е креатор на материјалниот свет. Што се однесува до нас луѓето, според гностиците, ние во себе содржиме божествена искра, односно андрогино светлосно тело, кое е заробено во материјалниот свет преку нашето физичко тело. Овде исто така е очигледно источното влијание, зашто и гностиците, како и источните религиозни школи, веруваат дека преку циклусите на реинкарнација, човекот се стреми кон својот совршен бестелесен креатор. Скандалозното во ова учење е што токму старозаветниот Бог на Авраам и на Јаков се поистоветува со овој зол демиург. Колку да мислиме дека христијанската црква врвот на својата моќ го доживува во средниот век, токму средниот век бележи вистински процвет на овие гностички движења. Најмасовното гностичко движење потекнува токму од нашите краишта, а претпоставувате зборуваме за богомилите. За нив знаеме многу малку, пред се од хрониките на нивните непријатели, а тоа се средновековната црква и феодалните владетели. Учењата и начинот на живот на богомилите многу потсетуваат на есените, аскетска секта од времето на Римска Јудеја, заедница која најбројна била во местото Кумран,
каде што кон средината на 20 век биваат откриени свитоците од Мртвото море, кои заедно со библиотеката Наг Хамади се јадрото на апокривни гностички текстови. Сега назад кон богомилите. Важно е да напоменеме дека нивниот прогон придонел да тоа учење наместо да згасне, се проширува, како на целата територија на Балканот, така и на Запад. На Запад, идентичното учење го пронаоѓаме кај катарите, кои како заедници биле најприсутни во југот на Франција и северот на Италија. Постојат тези дека катарите се богомили кои се пребегнати на Запад. Катаризмот бил под големо влијание на богомилите и може би имал корени во движењето на паулиците во Арменија и источна византијска Анадолија во Тракија. Иако терминот катар се користи со векови за да се идентификува движењето, се дебатира дали самите катари го имаат користено ова име за самоидентификација. Во текстовите на самите катари се употребуваат термините добри мажи, добри жени или добри христијани. Идејата за два бога или деистични принципи, едно добро и друго зло, било клучно за верувањето на катарите, а антитеистички за монотеистичката католичка црква, чиј основен принцип било дека има само еден бог, кој ги создал сите нешта видливи и невидливи. Катарите верувале дека добриот бог е бог на Новиот Завет, создател на духовното подрачје, додека злобниот бог е бог на Стариот Завет, креатор на физичкиот свет, кој многу катари го имаат идентификувано и како Сатана. Заради верувањето дека физичкиот свет, а со тој физичкото тело се творба на богот Демиург, кој е зол по својата природа, забележлив е и аскетскиот начин на живот во сите гностички заедници. Со самото тоа, навидом имаме еден симплифициран начин на религиозна пракса, каде што нема црковна хиерархија и нема посебни храмови наменети за таа цел. Фактот дека овие гностички движења не биле само бенигни појави во монолитното тело на христијанската црква, туку напротив, непријател достоен за истребување, е и водењето на првата крстоносна војна против христијани. Секако, станува збор за Албигијанската крстоносна војна и озлогасениот повик на водачот на оваа војна, папскиот легат опатот Арнот Амалрик. Caedite eos, novit enim dominus qui sunt eius. Или во превод, убијте ги сите, Бог ќе ги препознае своите. Велат, власта корумпира. Апсолутната власт корумпира апсолутно. Секоја власт во овој материјален и материјалистички свет има склоност кон загушување на знаењата и учењата што го подриваат низиниот авторитет. Мрачниот среден век е зад нас. Благодарение на избликот на многу заборавени знаења, кои од далечниот исток преку Александрија и подоцна преку Ромејската империја во Константинопол си го најдел својот пат до Италија, а подоцна и до остатокот од Европа, започнувајќи при тоа една ера во која наместо Бог, во центарот на нашиот интерес се поставува човекот. Вака започнува еден од најплодните и најубавите периоди во историјата, проследен со уметнички и научен процес, денес познат под името Ренесанс. Знаењата на гностиците немаше да бидат толку заводливи, а истовремено и толку мразени, ако во себе не се одржаа една универзална вистина. Јас сум Татунчо, а вие?